Почитувани граѓани, почитувани медиуми, изградбата на нов клинички центар е историска капитална инвестиција и решавање на децениски проблем во јавното здравство. Периодот на пандемија со коронавирусот уште повеќе ја нагласи потребата од реализација на проектот за изградба на нов, современ, функционален клинички центар, кој ќе обезбеди високо квалитетни здравствени услуги што ги исполнуваат сите современи стандарди во медицината и потребата на граѓаните. Неговата реализација треба да биде приоритет на сите партии, но за жал, ВМРО-ДПМНЕ го блокира законот за изградба на клинички центар, како што се спротивставува на се што е добро за граѓаните. ВМРО-ДПМНЕ и Мицковски со тешки невистини и големи лаги безуспешно се обидуваат да најдат алиби за нивните деструктивни блокади. Со отфрлање на отворената понуда да го водат проектот, тие потврдија дека единствена намера им е да обструираат и блокираат се што е во интерес на граѓаните. Очигледно е дека на ВМРО, ДПМНЕ и Мицковски подраго им е парите на граѓаните да се трошат на барок, на гипс картон, на споменици и палми, отколку да завршуваат во капитални инвестиции во здравството. Затоа што нивното 11-годишно владење ќе остане запаметено токму по тие непродуктивни проекти. И додека ВМРО-ДПМНЕ блокира, владата предводена од ЦДСМ продолжува со капитални инвестиции во здравството и ја потврдува својата цврста определба за градење одржлив и ефикасен здравствен систем. По 60 години се реновирани хируршки сали на клиниката за торакална и васкуларна хирургија, каде се извршуваат најсложени операции. Со инвестиција од 60 милиони денари, нашите пациенти ќе добијат здравствени услуги како во најразвиените европски болнички центри. Во изминатите 4 години се реализирани капитални инвестиции во реконструкции и инфраструктура во 32 здравствени установи во земјата. Тоа е резултат на нашата целосна грижа за лекување на пациентите, бидејќи квалитетната здравствена услуга ни е на прво место. Граѓаните треба да знаат дека со ВМРО-ДПМНЕ или без него, град Скопје ќе гради нов, модерен и функционален универзитетски клинички центар од 110.000 метри квадратни, кој ќе обезбеди високо квалитетни здравствени услуги. Јавноста знае дека ВМРО-ДПМНЕ се спротивставува на се што е добро за граѓаните и за државата. Затоа континуирано губат на избори, затоа уште долго ќе останат во опозиција. Благодарам.